Инсектите се многу активни на високи температури, вели професор доктор Душан Спасов. Во овој период, кога температурите се над 30 степени, голем број инсекти се јавуваат кај земјоделските култури и ги напаѓаат. Затоа земјоделците треба да ги превземат сите заштитни мерки за нивно целосно уништување. Еден од основните проблеми во оваа време, при овие високи температури, посебно во градинарските култури, не се проблем болестите, многу повеќе имаме проблеми со инсектите. Затоа што има неколку инсекти кои се инсекти активни при високи температури. Посебно при високи температури и кои се претпоставува при оваа глобална промена на климатските услови, при зголемувањето на температурите, при намалувањето на влагата и така натаму, дека некои од нив ќе дојдат до израз и како ќе дојдат до израз и како мораме да бидеме спремни да се врши мониторинг, односно пратењето на тие инсекти и нивна контрола, односно сузбивањето. Затоа што во агрономијата едно правило е многу важно, односно во земјоделството. Значи, ни еден проблем не се решава со еден метод. Трипси, пајачиња, бели пеперутки, тута апсолута се само некои од инсектите кои може да се јават во овој период од годината. Значи, пред се тука се трипсите. Трипсите многу познати кај земјоделските производители кои мачат при нивното сузбивање, каде што во некои места беа со толков интензитет и се уште се со толков голем интензитет да направија сериозни оштетувања, па дури и пренесување на некои вирусни болести кај некои култури, кај пиперката, кај доматите и така натаму. Потоа посебно инсекти кои се очекуваат да бидат присутни и се веќе присутни, тоа се пајачињата, пред се тука е копривиното пајаче, кој е најпрво. Првите симптоми земјоделците ќе ги забележат на краевите од пластениците, таму каде што е најсуво, најмногу проветрување и најмногу прашање. Значи најбрзо таму ќе почнат да се јавуваат, најпрвите симптоми таму ќе ги видат тие и после полека почнуваат да се шират и на внатрешноста на оранжеријата. Тука се исто така и тутата многу позната, посебно кај доматите, додека и кај доматите и кај пиперката посебно е важна и памуковата совица, потоа пченковата совица, која и такако знаат да направат штети, значи освен кај доматите и кај пиперката. Агрономите препорачуваат наводнувањето и ѓубрењето на земјоделските посеви да се врши во раните утрински часови кога почвата е релативно изладена. На тој начин ќе ги заштитат своите култури од болести и инсекти.